Здраво, Шкорпи, и добродојдовте. Ова ќе бидат вашите тарот пораки за месец ноември. Кратки ќе бидат ова пораки, кратко видео, затоа нема да должиме, преминуваме веднаш на првата порака за вас. А првата порака за вас кажува дека вие во ноември една клучна улога во вашиот живот ќе има некој човек, некоја личност во знакот на Близнаци, Вага, Водолија. И сега дали оваа личност ќе се појави во ноември или веќе постои во вашиот живот, не знам, вие тоа знаете, меѓутоа оваа личност таа улога ќе ја игра на тој начин што вас на некаков начин ќе ве доведе до победа. Неверојатна победа и успех ќе доживеете благодарение на оваа личност. Дали оваа личност ќе ви помогне со совет, со насока? Верувам дека само така може да ја помогне, зашто станува збор за многу мудра личност, образована, интелигентна, многу добро знае да даде совет, да даде насока. Може да биде во тие знаци кои ги споменав, меѓутоа не мора да значи, може да е само некој многу мудар, некој човек со атрибутите кои ви ги споменав. И сега вас ви кажав ќе ве доведе до една екстаза, буквално, оваа личност. Вие ќе бидете ставени на пиедесталот благодарение на неа и ќе се чувствувате дека сте доживеале врв на задоволство. Зашто и како вие знаете, зашто ќе биде различно за секој. Некој ќе го доживеете во работата, некој во приватниот живот, љубовта, бракот, семејството, домот. И како и да го доживеете, за вас ова ќе ви изгледа како ова да е подарок. Оваа личност и сето ова што се случува во врска со личноста е подарок од небото, од вселената, од Бога. Може би неочекувано доаѓа, но ќе помогне. Или пак може би ова е обратно, вие сте оваа личност, ги поседувате овие атрибути и вие за себе пак извојувате некаква победа благодарение на вашата мудрост, знаење. Може би пак за некој друг ќе помогнете да извојува победа, било како и да е, нешто е во тој стил. А пак за некои други ова е сосема нешто поинаку. Ова е личност која вас ќе ве доведе до екстаза во љубовта. Нешто ќе прави за вас, сега многу страст овде е поврзано ова сето со многу страст, со емоции. Јас не знам дали има, што ке ваквите личности не се работи овде за емоции, овде повеќе се работи за практични нешта, во случајот за многу страст и ќе се појави најверојатно од нигде никаде и ќе разбуди кај вас некои заспани страсти што мислевте дека веќе и не постојат. И тоа е тоа околу таа прва порака. Следната порака за вас, Шкорпи, е тоа дека повторно се ова некаква личност, и ова личност најверојатно сте вие, затоа што ова е лик во знакот на Шкорпија, рак, најверојатно сте вие. И овде вака, во овој случај, вие ќе се чувствувате дека вашиот емотивен живот е незадоволителен. Вие имате некој недостаток во вашиот емотивен живот, нешто ви недостига. Спречени сте вие да доживеете задоволство. Како сте спречени, не знам, кој ве спречува, не знам дали вие самите, мислам дека вие самите, вашиот менталитет моментално ве спречува да доживеете задоволство, задоволство во љубовта, задоволство во работата, во бракот, семејството, едноставно не успевате да доживеете некаква среќа. Мислите дека сте во некоја очајна ситуација. Сега може конкретно да се работи за нешто на работа или дома, очајна, за некои да, се финансиите, не сте задоволни воопшто од моменталната ситуација и тоа ве спречува вас да си приуштите некои работи
кои многу би го подигнале расположението периодов, но нешто ето се случува, вие сте спречени. Кај некој кажав, тоа е ментално само. Вие ментално сте спречени да доживиете никакви задоволства. Мислите дека не можете, мислите дека немате, мислите дека годините не ви се соодветни за такво нешто, мислите дека местото кое живеете е такво, па не може вие да ги доживеете тие задоволства што сте ги замислиле, што ги посакувате. Ништо во тој стил. Важно постојат некакви ограничувања, или пак ако не сте вие оваа личност, тогаш некој во вашиот живот со кој емотивно сте врзани ве спречува да доживеете некаква среќа, некаква радост, ве ограничува некако, ве гуши, ве затвара во некоја ситуација каде што мислите дека не мислите туку каде што нештата се само практични, нема никаква забава, радост, задоволство, нема ништо. Следната порака, Шкорпи, е тоа дека во вашиот живот некоја ситуација премногу бавно се одвива. Толку бавно што веќе губите и трпение, а трпение одамна сте изгубиле, меѓутоа сега преминувате во нова фаза на очајување, и тоа ќе донесе до многу големо разочарување, ќе бидете и повредени. И сето тоа е само заради фактот што некоја работа премногу споро се случува, а вие сакате да се случи побрзо, сакате да доживеете нешто, може нешто конкретно, нешто практично, се работи за некакви средби, може би со некои луѓе, се работи за некоја соработка со некои луѓе, ако е во работата, ако е пак во домот, ова е премногу споро. Може би премногу споро се одвива процесот на преселба. Вие сакате и морате да се преселите, но некако не успева да се заврши куќата, станот, каде што планирате да се вселите, се нешто се одложува, нешто многу споро оди и вас тоа страшно ве повредува. Мислите дека ова крај нема и кој знае до кога ќе се одложи, не грижете се. Период е повторно, мора да поминете тој период. На крајот на краиштата да треба да знаете дека се случува со причина, така и ова си има некаква причина зашто е одложена и зашто стагнира период. За други од вас ова е пак некоја понуда или некој човек, всушност некоја личност која чекате да дојде или да понуди нешто или да ви каже и која некако не доаѓа, многу споро е сето ова, повторно сте разочарани и повредени. За некои други ова пак е некаква понуда која никако да дојде, или пак човек, личност некоја која чекате, очекувате и никако да дојде. Може би обратно, вие треба некаде да појдете, нешто да завршите, нешто да направите, нешто да се случи, меѓутоа се одложува и споро некако сето ова оди. И сега следната порака, јас не знам дали е поврзана со ова претходно, може би да, може би не, но вие во некој момент од ноември одлучувате да заврши чекањето и одложувањето и сето она што се прави безцелно, не носи плод. Вие одлучувате да ставите крај на сето тоа и тргнувате, преземате некакви чекори, одите кон нешто. Знаете дека одите во многу подобра ситуација, ако ништо повеќе емотивно, многу подобра ситуација и кажав, не чекате на судбината, преземате мерки. Она што ќе го направите вие, јас гледам, е дека можеби и нема да се грижите за чувствата на другите, воопшто. Не ви е грижа кој што ќе мисли, кој како ќе го доживее ова вие што го правите овој чекорнов. И апсолутно не ви е грижа, го правите тоа. Сега од другата страна, тие што гледаат, тие што се во вашиот живот, тие што се засегнати на некој начин, ова го доживуваат како предавство од вас. Можеби некој пак и заменувате од дома, заменувате некаде во некоја подобра средина за вас, а другите тоа го доживуваат како предавство. Може би едноставно заради несогласување во одлуките, другите ќе бидат разочарани.
сега за вас ова е многу добро, не може да не биде добро, затоа што ова е сонцето, ова е една од најпозитивните, најубавите карти во тарот, така да ви ќе доживеете радост, среќа, максимална со вашата постапка и сега кој како се чувствува, тоа не е ваша работа на крајот на криштата, доколку станува збор за вашата среќа. Може би за некој од вас ова е во работата, вие ќе ја напуштите моменталната работа, заминувате од тука, заминувате на друго некое место и колегите или ако имате надредени, сите тие мислат дека ова е многу нечесно од ваша страна, ќе бидат разочарани во најмала рака, но повторно ќе кажам, не е важно, важна е само вашата среќа, нели? И сега, следната и последна порака за ваш корпите овој месец е тоа дека вие во ноември започнувате нешто ново, започнувате нов циклус во вашиот живот. Ново поглавје на некој начин. Ова ново поглавје се должи на тоа што завршува некое старо, кое веќе ништо добро не носи. Тоа старото е во тоа старото провејуваат некакви ситуации, чувства на тајни, на тага, на неубави спомени, на лоши емоции и токму затоа завршува тоа поглавје. Сами ли одлучивте или едноставно му дојде крајот, не знам, но завршува. Далеку зад вас ќе биде сето тоа, сето таа тага, сите тие солзи, сите тие тајни, се што беше скриено од вас и одземено, можеби, и сега почнувате ново поглавје. Ова ново поглавје е толку со една детинеста, кога велам, не зборувам за незрела, туку зборувам за некоја игрива, некоја позитивна, некоја лесна и преубава емоција, и тоа е такво новото поглавје, за сега барем. Во тоа поглавје, во овој почеток, во ова не постои ни тага, ни болка, ни разочарување, овде е се многу убаво, ова ве исполнува и емотивно, емоционално, ви дава причина за да одите понатаму и ве чекаат убави моменти, секој случај. И сега, до сега, се она што можеше да се случи, беше судбински, се случи, помина, заврши и не навраќајте се повеќе на тоа. Значи, за многу од вас доаѓаат периоди на среќа, на радост, на нови наставни ситуации, луѓе во вашиот живот, и сега она што мора да бидете вие внимателни е дека во се што е ново, нели, се што е ново е малку и непознато, затоа обидете се да бидете разумни, рационални во секоја ново настаната ситуација, вклучите го и разумот, вклучете ги искуствата, за сето ова не само на почеток, туку и за секогаш да остане вака позитивно, вака убаво и да ве прави среќни за секогаш. Драги шкорпи, кажав, ова се кратки пораки, за сега толку, до следно видео, чао, чао!